Конкретно на темава, бидејќи сакате да бидеме прецизни како што вие не сте. И нели зборуваме за Закон за стручно усовршување и обука на административни службеници, нов закон, иновација, за кој што ние тврдиме дека нема потреба од вакво нешто, освен да се допрецизира, да се прошири надлежноста на онаа која што досега и постоела во соодветното Министерство за информатичко општество и администрација. И сега конкретно овој амандман предлагаме членот 34 да се избрише. Зошто? Затоа што тој се однесува за решавање на студија на случај и е составен од 3 члена, од 3 става. Првиот вели: државниот службеник кој го положил електронскиот тест продолжува со полагање преку решавање на студија на случај по пат на извлекување на прашање по случаен избор. Број 2. Решавањето на студијата на случај се полага писмено пред комисија составена од 3 членови, формирана од директорот на агенцијата, од кој еден член е од редот на раководните државни службеници од организационата единица во институцијата во која е вработен државниот службеник на предлог на функционерот на институцијата. 3. Содржината на студиите на случај ја подготвува, овде има граматичка грешка, ја подготвуваат обучувачите од предметната област и се објавува на веб страницата на агенцијата. И сега, ајде министре, информатичар, интелектуалец, фелата ви е тука присутна, Министерство за информатичко општество ни предлага нов закон, по скратена постапка нов закон, за стручно усовршување и обука на административните службеници и вели решавањето на студијата на случај се полага писмено. Зошто, министре, да се полага писмено во ера на информатичка технологија, токму во министерство и во агенција која што вие ја формирате, да се полага писмено? Да кажам зошто или да прашам зошто? Или знаеме дека сомнежот кога се полага писмено, зошто постои кај сите? Како што впрочем нели че го менувавте и законот за Академија за суди и јавни обвинители, каде што стои електронско да се полага, сега писмено. Значи, објаснете ми го феноменот, информатичар, кој што еве се фалите со овие закони и ворете вие да се фалите, ја ви кажувам што ви подметнуваат вашата коалиција, дека ова е подметнато кукавичко јајце со кое вие утре ќе продолжите да се фалите, ама за жал последиците можеби ни вие, ни ние нема да ги почувствуваме, но некој ќе ги почувствува. Зошто овде да стои писмено полагање? Објаснете ми како информатичар во Министерство за информатичко општество да се полага писмено. Кога првиот член вели електронски положил тест и сега решавањето на студијата да се полага писмено. Ако ова не отвара некој сомнеж, писмено како ќе се полага, како ќе се решава, кој ќе оценува, кај ќе одат тие тестови, колку ќе се чуваат за да бидат достапни за увид, навистина отвара сомнеж, а најмногу затоа што зборуваме за реформски системски закони за да се подобри администрацијата и вие овде ни нудите писмено да се полагала некоја студија, можеби не разбирам, можеби ќе ми објасните, можеби не. Сметам дека ова не е унапредување, напротив дека е уназадување на темата за која што зборуваме. Можеби сум лаик, еве, можеби ќе ми одговорите и ќе расчистиме дилемата. Благодарам.